Вака некако е замислена новата реформа на администрацијата. Според анализите на Министерството за информатичко општество и администрација, вкупно 450 државни службеници кои се распоредени во институциите во јавниот сектор ќе треба да одлучат дали ќе заминат во пензија со 55 годишна возраст или ќе изберат да им се исплати отпремнина за да си заминат. Оние кои што нема да прифатат ниту едно од двете решенија, ќе бидат распределени на друга позиција, пониска од онаа на која што моментално се поставени. Предлагачот тврди дека со ваквото законско решение ќе се поедностават постапките за вработување и унапредување и ќе се надминат слабостите на постојниот систем. Универзитетскиот професор Борче Давидковски и антикорупцијска комисија во овој предлог гледаат скандал. Давидковски, кој бил вклучен во сите процеси на пишување на закони и правење реформи на македонската администрација, вели дека предлогот за пензионирање на 55 години и укинување на Б1 категорија ќе значи голем проблем за државата. Ние не сме толку богата држава тоа да го правиме. Тоа е исто ако го земете систем на кариера, на пример, сите редовни професори на 55 години на правен факултет или на сите универзитети да ги пратите у пензија. Наместо последните 10 години кај што учествуваме у комисија, ментори сме, учествуваме во создавање на подмладок и така натака и така пишуваме учебници и така, наеднаш вели нека ај одете си. Професорот вели дека ова е безидеен обид да се намали бројката на административци од кои ќе загуби и државата и луѓето кои ќе бидат испратени дома. Министерството за информатичко општество и администрација го подготви и го објави нацрт законот, но дали државата има финансиска моќ да издржи 450 млади пензионери се уште не е познато. Од Фондот за пензиско инвалидско осигурување велат: ние не сме креатори на политики, туку извршители. Ако ни наредат да исплаќаме пензии, би требало и да ни обезбедат средства. Од МИОА не знаат по колку пензија ќе земаат новите пензионери, бидејќи за нив Министерството за финансии доправа ќе прави пресметка на сумата која би ја земале бидејќи немаат да имаат полн стаж. Антикорупционерот Нури Бајрами вели: преводот на ваквата мерка би била технолошки вишок или бенефициран стаж, но и едното и другото се косат со законот за работни односи. Партиите на власт имале поповолни можности да добиват побрзо согласности, да добиват како што сакаат и така создале работни места за советници, што не е рационално. И сега, кога никој не пазел на тоа, дека ќе се доведеме во ситуација да имаме 400, ако е тоа точно, советници, и сега некој со една одредба сака едноставно да ги прогласи за технолошки вишок, но индиректно. Другата новина што е запишана од предлагачот е скратеното работно време на администрацијата. И Давидковски и Бајрами велат дека е небулоза администрацијата која не може брзо и ефикасно да ги исполни основните права на граѓаните да работи со скратено работно време. По мене сега за сега не е потребно, видејќи приликите во државата не се како во скандинавските земји и треба еднаш да се искористат вработените, бидејќи немаме отчет колку се продуктивни, па сега ќе даваме и друга можност во смени или во смени е дозволено и со закон за работни односи. Ова одредба е вишок во закон во предлог закон за административни службеници, имаше и реакција од јавноста и верувам дека нема да помине. Видете, администрацијата е огледалото на државата. Кој ќе идете вие во вашата зграда, кој ќе земете да застанете на шалтер, да вадите лична карта, да видите пасош, барате извод за државјанство, кој ќе видите чекате на ред, па идете уплатите, па ви изгрешили име, па пак повторно и така. Кој ќе идете извод на родени, умрени, венчани да вадите преку МОС-ова, што е тоа се со денови се чека. Тоа е огледало на државата. Дали на брз и ефикасен начин они вашите права ги остваруваат или не. За жал. Ние 30 години создаваме администрација да е во функција на политичките партии, во функција на политичката власт, а не да се во функција на
остварување на брз и ефикасен начин на правата и интересите на граѓаните. Тоа е ке нас болно. Затоа ние илјадници ќе направиме реформи, ниедна нема да биде успешна, затоа што нема политичка волја да се направи реформа. Почнувајќи од 2000 година, земјава прави обид за на хартија да направи европска администрација. Министерството за информатичко општество и администрација тврди, објавените нацрт закони на ЕНЕР се изработени со меѓународна поддршка на Сигма и Европската комисија, чија цел е департизирана и професионална јавна администрација. Давидковски и Бајрами сигурни, Европа ќе ни се смее.